Беше тоа на 28. јуни 1887 година, кога по договорот за соработка со српската влада Наум Евров и Коста Грубчев тргнале за Цариград да работат на издавање на весникот Македонски лист, а Васил Карајовов и Темко Попов тргнале за Македонија. Во привремената програма што му ја дал Темко Попов побарал да се назначат 12 учители во Македонија кои по можност ќе предаваат на македонско наречје. Натаму во програмата се предвидувало сите нивни настојувања да се стремат кон будење на народот од лажната идеја за остварување на севкупна Бугарија и промовирање на друга сосема спротивна идеја Македонија за македонците. Освен ова, Попов предлагал во Солун да се отвори читална во која ќе се зближуваат идеите и која со текот на времето ќе се претвори во централно друштво. Покрај барањето во Солун да почне да излегува неделник под надзор на генералниот конзул, Попов во привремената програма предлагал и да се разгледа востановување на Охридската архиепископија. Беше тоа на 28. јуни 1895 кога под раководство на македонскиот социјалист Васил Главинов почна да излегува весникот на македонските социјалисти Револуција. Весникот излегувал еднаш неделно на бугарски јазик и наишол на голема реакција кај големобугарските кругови кои го оцениле како сепаратистички. Освен Главинов, во раководството на весникот се наоѓале и познатите македонски социјалисти Димо Хаџидимов, Веле Марков, Андон Шулев и други. Последниот број излегол на 30. август 1895. На 28. јуни 1922 Скопскиот дневен весник Стара Србија ги објавил имињата на осудените комити и јатаци осудени на смрт. Сите осудени, 92 комити, за време на судењето биле оковани со окови. На 28. јуни 1948 е донесена резолуцијата за состојбата во Комунистичката партија на Југославија, попозната како Резолуција за информбирото, со која се осудува раководството на КПЈ и се повикуваат сите здрави елементи во Југославија да се вратат кон марксизмот и ленинизмот. На 28. јуни 1993 во Лондон, Република Македонија го потпиша Уставот на УНЕСКО, со што формално стана членка на ова тело на Обединетите нации. На 28. јуни 1995 Република Македонија и Република Азербејџан воспоставија дипломатски односи на ниво на амбасадори. На 28. јуни 1880 е роден Никола Киров Мајски, македонски револуционер и писател, автор на Крушевскиот манифест. Потекнувал од семејство со револуционерни традиции од охридското село Свиништа. Во 1902 година заминал на учителска должност во леринското село Баница. Следната година се вратил во Крушево, каде го затекнало Илинденското востание, во кое неговиот братучет Никола Карев ќе стане председател на Крушевската република, а тој ќе го состави познатиот Крушевски манифест. Значаен и неговиот творечки фонд со драмски остварувања и поетски ракописи, особено делото за Македонија. Никола Киров Мајски починал во Софија во длабока старост токму на Илинден. На 28. јуни 1945 година е роден Ристо Ничевски, македонски интернационален шаховски мајстор. Ничевски беше петкратен шампион на Македонија и прв шахист со титулата интернационален мајстор. Судбината сакала животот да го заврши покрај црно-белите полиња на Олимпијадата во Ереван 1996. Во неговата кариера тој доби титула интернационален шаховски мајстор, петкратен сениорски првак на Македонија, репрезентативец на Југославија и Македонија, втор на првенството на Југославија за сениори во 1969, учесник на зонски турнир за светски првак во Атина 1969, победник на повеќе меѓународни шаховски турнири, учесник на екипно првенство на Европа.
На 28. јуни 1921 година во Софија од заведен атентатор на врховистите, платеници на бугарскиот двор, е убиен Ѓорче Петров, еден од личностите кој целиот живот го посвети на борбата за слобода на македонскиот народ. Тој е еден од најверните идејни соработници на Гоце Делчев и истакнат заштитник на целите и принципите на внатрешната македонска револуционерна организација. Иако бил противник на предвремено кревање востание на македонскиот народ, Петров зел активно учество во Илинденското востание од 1903-та. Роден е во Варош, Прилепско, на 2 април 1865-та. На 28. јуни 2018 година почина Перо Ивановски Тиквар, македонски комунист, учесник во НОВ и во првото заседание на АСНОМ. Од септември 40-та до август 1941-та тој бил организацијски секретар на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, а во 1940-та е сменет од страна на Методија Шаторов Шарло, но кон крајот на истата година вклучен во работата на Македонскиот комитет на КПЈ за Скопје, а набргу по расчистувањето со Шарло вршел должности во Македонскиот комитет на НОФИПОЙ за Македонија. По ослободувањето работел за ОЗНА, а потоа раководел крупни стопански организации, директор на ФАС 11 октомври и на Скопската железница. Од 1967 до 1973 е председател на извршниот одбор на Комерцијална банка. На 10 октомври 2014 председателот на Република Македонија доктор Ѓорѓе Иванов го одликува Перо Ивановски Тиквар со орден за заслуги за Македонија. Роден е на 28 април 1920-та.